Што е еволуција и кои се доказите за неа? Според теоријата на еволуција, особините на единките варираат во рамки на еден вид. Единките чии особини се најдобро приспособени на нивната животна средина, имаат поголеми шанси да преживеат и да создадат потомство. Оваа теорија се заснова на изучувањето на варијациите и сличностите, како кај живите организми, така и кај фосилите. Бројот на фосили и нивната поставеност во одредени делови на карпите се нарекува фосилен запис. Фосилните записи се показатели за видовите животни и растенија што постоеле во минатото, од пред милиони години, се до пред 10.000 години. Некои фосили, како што се едноклеточните цијанобактерии, пронајдени во карпи во Австралија, се постари од 3,5 милиони години. Палеонтолози се луѓе кои ги проучуваат фосилите. Тие макотрпно ја споредуваат градбата на фосилизираните делови на телото и на фосилизираните отпечатоци, за да покажат како животните и растенијата се менувале и еволуирале со текот на времето. Палеонтолозите споредуваат и фосили од различни видови, барајќи сличности во нивната градба, за да утврдат кои видови се во сродство. Благодарение на овие истражувања, научниците сега знаат дека едни видови се развиле од други. Откривањето на преодни фосили им помага на палеонтолозите да разберат како еволуираат видовите. Например, во 1988 година, научниците пронашле фосил на риба стар 317 милиони години, чија што рибина перка наликува на дланка од рака и заклучиле дека се работи за животно кое е преминало од водено во копнено живеалиште. На оваа слика можете да ги видите разликите меѓу прстите на различни фосилни риби. Во истиот период се откриени преодни фосили на влечуги со вилици како на цицачи, со што палеонтолозите ја потврдиле појавата на првите цицачи уште пред 245 милиони години. Значи некои цицачи живееле во исто време со диносаурусите. Благодарение на фосилниот запис, научниците може да го следат патот на човечката еволуција од првите човеколики мајмуни и дури да утврдат кога се разделиле еволутивните патишта на човекот и шимпанзата. Нашиот последен заеднички предок живеел пред 5 до 7 милиони години. Од тогаш се откриени преку 20 хоминидни видови. Следењето на потеклото на растителни и животински видови преку фосилни записи не е екзактна наука. Тоа е отежнато од недостатокот на преодни фосили, поради што имаме значителни празнини во фосилните записи. Бидејќи фосилизацијата ретко се случува, многу преодни видови воопшто не имаат фосили. Сепак, постојано се откриваат нови фосили, па барем некои од празнините ќе бидат пополнети. Во ова видео научивте што се фосилни записи и како тие придонесуваат кон нашето разбирање на еволуцијата. Научивте и за проблемите со фосилниот запис. Можете ли да најдете други примери на интернет или во книги за преодни фосили?